Одлично, Билјана. Се надевам дека ќе успееш да се снајдеш. Да. И ќе те повикам на твоето место за заедно да ги слушнаме коментарите на жирито. А сега това не знам што. Ти треба помош сепак. Ова техникава денешна ја упропастивме тотално, ама добра, ајде. Тука. Треба помош. Можеш? Може. Ајде, побај. Здраво, Билјана. Игор, сакаш ти прв? Билјанче, здраво. Здраво. Значи, и минатиот пат констатиравме, а и сега се сложивме додека пееше, дека многу е битно да ја потрефиш песната. Многу. Значи, едно е да ти се допаѓа песната, тебе лично како на Билјана, а друго е ти да коинцидираш со работите што се бараат во таа песна. Но тука не е твојот проблем. Твојот проблем е што толку многу ни покажа твои трансформации овде за време на идолите, што вечерашниот твој настап мене ме остави барем сега за сега без коментар. Јас ќе ви кажам само дека кај тебе полека, но сигурно, што за мене е од непроценлива вредност, е тоа што стануваш се посериозна и посериозна, иако си многу млада, иако веќе констатиравме дека си дама, сега стануваш дива. Полека, но сигурно. И поздрави го татко ти! Фала. Фала многу. Билјана, пред се изгледаш волшебна. Морам да признам дека твојот стајлинг е соодветства и со песната и со твоето пеење, воопшто да не те грижи почетокот, бидејќи во овој сув воздух кој што го дишаме тука се случува се и се што, но јас се слагам со Игор Џамбазов, бидејќи ние го констатиравме твоето пеење со сите твои досегашни настапи, јас имам замерка на изборот на песна, и имам замерка веќе на тоналитетот. Јас кога веќе го спуштале за еден тон подале, можеле за полустепен. За полустепен, јас за цел степен би ја спуштила. Затоа што да, твоите... Да, ама душо моја, од Аздур после Харе треба со 9 прсти да го свири Аздур. Онда ќе ја спуштим у Адур. Може тоа, Харе. Ај извади ги другите прсти, Харе. Значи не е тоа воопшто проблем. Но тука е оној момент... Тука е оној момент кога јас зборам дека вие мора да се изборите за себе. Имате многу стручни лица околу вас, но пред се морате сами да се изборите за себе. Тоа е број 1. И јас тоа инсистирам од тебе да го видам понатаму. Прекрасна си. Благодарам. Билјана, не знам дали веќе реков, има нешто што не може да се оспори кај тебе, тоа е талентот. Ти си допрена од Господ со некое магично стапче. Секое движење кај тебе е театар. Може тоа да изгледа сосема случајно, меѓутоа на сцената изгледа како да си го вежбала специјално за песнава. Тоа твое однесување и дишење на сцената, што ретко кој го има, тоа твое чувствување на публиката, чувствување на песната и начинот на кој ти ги донесуваш песните, те прави тебе многу оригинална. Тебе те прави да се подвоиш. Едноставно, тоа не може да ти го одземат и се надевам дека ќе те гледаме и понатаму и ќе уживаме. Ова мало ретерирање вечерва што го видовме е, предпоставувам, само залет за понатаму што се Билјана ќе ни подготви во идолот. Ти посакувам да одиш понатаму. Фала многу. Ако успееш со овие некако. Добро е? Да.